Мојата процедурална забелешка ќе се однесува на членот 185 од деловникот, членот 120 став 2 и 3 Уставот и членот 81 став 2 од деловникот. Членот 185 од деловникот зборува дека собранието може да расправа по информации доставени од влада и други овластени предлагачи, но ова што 3 дена расправавме не беше апсолутно место да му се најде во една информација. Расправаме по одлука за влез на Република Македонија во Сојуз, односно во Европска Унија. А членот 120 став 2 и 3 од Уставот вели: одлука за стапување или истапување од Сојуз или заедница со други држави донесува собрание со двотретинско мнозинство од вкупен број пратеници. Став 3 вели: одлука за стапување или истапување од Сојуз или заедница со други држави е усвоена ако на референдум за неа гласало мнозинство од вкупниот број избирачи. Па ве прашувам, колеги, зошто имаше потреба тука завчера да ни доаѓа председателката на Европската комисија или тука во галеријата да ни се присутни екселенциите, представници од Европската Унија? Дали во некоја нивна држава ваква одлука за влегување во Европска Унија се носела само со просто мнозинство на пратеници во парламент? Во ниту една држава ова се нема случајно. Ова е само подметање на кукавичко јајце на овие кукавици тука. И затоа ве молам, немојте да играте 3 дена, држите пресконференции по однос на поднесени заклучоци кои што денес пред половина час ги изменивте и ги формулиравте во еден заеднички заклучок кој што ќе му го испратам на антимакедонецот Ковачевски и ќе му кажам дека единствен заклучок на пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата е дека добивме само дезинформација по однос на протокол и по однос на предлог. А по таква дезинформација ние не расправаме. И само за крај ќе се извинам на македонската јавност и на луѓето во галеријата што ќе бидам вулгарна, но вулгарни сте вие тука пред мојот и вашиот собствен македонски народ. Вашето денешно гласање ќе има важност и трајност колку една обична бугарска прдешка. И затоа, согласно членот 81 став 2, барам пауза од 1 час во која ќе ве оставам со вашиот собствен предавнички амбиент и во вашата смрдешка. Ви благодарам на вниманието и нека ви служи на чест, предавници.